Благословен и радосен ден на сите ви посакувам. Амен. Прекрасно е што имаме уште еден ден Така. каде што можеме да ја гледаме, да ја почувствуваме и да препознаеме Божијата слава. Амен. А со тоа да уживаме во прекрасната благодат, Така. во радост, во мир и со задоволство. Сето тоа да направиме. Точно. Искрено ми е драго што имаме еден ваков период, можеби од еден час, каде што можеме да кажеме, да споделиме збор на живот, збор на радост, збор на вистина, збор на утеха, збор на надеж, каде што се надевам кај некој ќе донесе откровение, ќе донесе разбирање или инспирација за Божјата слава. Амен. Така да сите кои гледате или можеби ќе гледате или и слушате, во името на Исус јас ве благословувам со отворени срца, во радост и мир, да го примите сето ова што го слушате и секако и да давате. Амен. Така да уште на самиот почеток би сакал да се заблагодарам на тимот за славење, за прекрасното славење и на вистина сакам да ја искажам таа благодарност и би сакал да прочитам некои стихови во врска со славењето на Бог, бидејќи црква, ние како дел од црквата на нашиот татко, на нашиот Господ Исус и домакинот Светиот Дух, би сакал да прочитаме конкретно каде што Павле зборува во Ефесијаните 5 глава 19 стих, бидејќи го практикуваме и веруваме во Божјото Слово, Библијата, каде што Павле пишува: зборувајте си еден на другиот со псалми и химни и со духовни песни. Пејте му на Господа и воспевајте го во вашите срца. И секако уште нешто би сакал да прочитам кое што доаѓа од Стариот Завет во врска со славењето на Господ, а тоа е од Псалми 150. Фалете го заради неговите силни дела. Фалете го заради неговата бескрајна величина. Фалете го со звуците на рогот, фалете го со псалтир и лира. Фалете го со игра и со тапанче. Фалете го со жичани инструменти и кавал. Фалете го со звучни кимвали. Фалете го со воскликнувачки кимвали. Се што дише, нека го фали Господа. Алелуја. Сакам да ги прочитаме овие стихови заради тоа што се многу силни и се еден, би рекол, можеби доказ за сето она што го правиме или веруваме, или она што можеби за мене беше чудно кога прв пат ја запознав црквата на Исус, каде што видов како црквата го слави и го обожава Господ. Јас бев на вистина прекрасно зачуден, може да кажам, заради тоа што и нашиот Господ е прекрасен и полн со чуда. Амен. Амен. Да, дефинитивно, овој псалм 150 на вистина е еден од поцитираните псалми. Да. И ако се задлабочи човек во псалмот, на вистина е онака те доведува во една ситуација да размислуваш, поготово последниот дел. Се што дише, нека го слави Бог. И нели, надвор ние имаме и птици, и животни, и инсекти, сега и сите тие дишат. И вели, се што дише, нека го слави Господ. И јас сум убедена, еднаш кога седев дома и под балконот имавме
многу убаво така крошнесто дрво и нели славејчиња од рано наутро имаат посебен цвркот, посебно убава мелодија се излева. И седам, ги слушам и само одеднаш од длабочината на мојата внатрешност, онака велам, славеј го слават Господ. Дури нашето име за таа птица славеј. Онака да го славиш Господ. И ја почнав да хъмкам мелодија на нивната мелодија. И од устата ми излегаа стварно фаленички зборови. И си велам, леле, Псалм 150 на дела. Така да, фала Зоц, фала Мита, фала Кате, што вашите гласови се толку полни со копнеш за Господ. Јас таму во позадина бев на седната на фотелјата и велам, леле, Господе, нека продолжат уште да пеат, беше прекрасно. И луѓе оздравуваат кога слушаат славење. Дури не мора ни да се молат или некој да полага раце на нив, нели како што вели Исус, ќе полагате раце на болни, тие ќе оздравуваат. Луѓе слушајќи славење оздравуваат. Така да има сила кога се прават работите за Господ, онака како што кажат, бидејќи овој ден е пон со слава, славата на Господ, и пон со чуда, затоа што и самиот псалм вели, леле, Господ е величествен, Господ е велик. Така да, јас ги благословувам сите слушатели на овој музички дел. Едноставно примете го тоа од Господ што треба да го примите. Бидејќи сите вие кои што го слушате или што го слушнавте тој дел од неделната богослужба, верувајте дека имаше многу свежина од Господ, многу, така да кажам, изобилна порција на разновидни дарови од Господ. И примете го таа, зашто ви заиграла душата додека сте го слушале таа. Уште еднаш фала на тимот, стварно беше многу, многу убаво. Онака, едноставно исполнете со мир. И навистина, ја нема да се зачудам ако луѓе подоцна од како го слушнале таа славење ќе напишат сведоштво дека нешто се случило во нивниот живот. Амен. Фала ти, Исус. Да. Би сакал да прочитам еден стих меѓу другите што ги имаме. Во Евреите 12 глава, 2 стих. Каде што на едно место се спомнува радоста. Би рекол дека е многу важна таа радост која што овдека се спомнува, е многу силна. Да. Гледајќи во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него, го претрпе крстот, презирајќи го срамот и седна одесно на Божиот престол. Едно, за мене барем, многу чудно место е спомната радоста на Исус. На крстот е спомната радоста. Нели? Парадокс. Ние овдека, например, во овој период како што го имаме, многу малку луѓе можеби, барем во онаа околина каде што јас се движам или живеам, да речам, многу малку се гледа таа радост, да речам. Зборувам за оние луѓе кои што и можеби не го познаваат Бог во вистинско светло, да речам, и не го познаваат неговото срце. И можеби кога би го прочитале овој стих, би се чуделе на која радост се радува Исус. На што се радува Исус? На крстот, каде што го претрпе крстот. Значи, сите знаеме каква смрт е смрт на крст. Или можеби барем да предпоставиме, ако не може да го изживееме на некој начин тој момент што Исус го преживеа. Значи, радоста која што овдека е спомената, и верувам дека многу луѓе кои што се верници зборувале за овој стих, таа радост е многу
убаво спомната што сум јас, што си ти, што сме ние. Значи таа радост која што ја виде Исус на крстот, за да го претрпе крстот, бевме јас и ти, бевме ние. Значи таа радост он гледаше во нас, не гледаше во нашиот живот. И што се случува во нашата околина, туку не гледаше нас. Така да на едно многу силно место е спомната радоста и ние немаме никаква причина зашто не би биле радосни. Зашто не, кога Исус го претрпе крстот, ја гледаше радоста. Така да радувајте се, да се радуваме. Дефинитивно. Во секој еден момент, знам дека имаме секакви моменти низ животот, но покрај се тоа, таа радост треба да ја гледаме секогаш. Ни е потребна за да можеме да ги пребродиме, да речам, сите тие ситуации кои што ги имаме во животот. Затоа што ние сме радоста на Бог. Тоа точно потребно е да го имаме како откровение, потребно да го имаме како разбирање и би рекол и знаење за сето тоа. Дефинитивно, затоа што е основа за квалитетен живот. Некаде прочитав дефиниција покрај дефиницијата што постои библиската дефиниција за радоста, а тоа е спознаена благодат. Во реченици кои што не се напишани од христијани, дефиниција за радост е квалитет на животот. И се англичаните имаат happiness, кој што е поврзано со happenings, со настани, кај нас е тоа веселост, имаме весел настан, и сега весел сум. И радост која што во суштина по дефиниција во речник е квалитет на живот. И сега баш ти што го кажа, многу е интересен моментот кај е спомната радоста, додека Исус бил на крст, кај што ние да бевме. Јас се сеќавам изјавата на глумецот што го глумел Исус во страдањата на Исус, познатиот последниот филм за Исус направен, одлучил да биде на крст за да доживее. И се изнервирал кога го заборавиле сите работници на самиот филмски сетинг, сите статисти или тие што носеле кетеринг службата за јадење, и се изнервирал како смисла, леле ме заборавивте, шо е работава, зошто ме заборавивте? И наеднаш му текнало, леле Исусе, ти беше овде вака и ти не размислуваше за вакви работи, ти размислуваше за радоста. Што правиш за нас? И тоа е да излезе таква некоја изјава од човек кој што можеби не е ни близок со Господ, прави нешто тоа, самиот момент каде е радоста ставена. И сега додека те слушав кај што зборуваш за радоста, нешто од внатре викам, ова е многу силна, како ја ставил Господ, каде ја ставил радоста. И ми текна на оној момент кога роднините Марија, мајката на Исус, и нејзината роднина Елисавета, која што е мајката на Јован Крстител. И многу е интересна средбата на тие две жени. И едната е бремена и другата е бремена. Исус и Јован Крстител роднини, во интервал од неколку месеци, како што се родиле. И сега доаѓа Марија во посета на Елисавета и само ја поздравува. И Елисавета и вели, леле, кога го слушнав поздравот твој, детето во мојата утроба заигра од радост, пишува таа се исполни со Светиот Дух. И изјавата на Елисавета, како таа мајката на мојот Господ да дојде да ме поздрави. И самото тоа, самите тие зачетоци се во радост. И се најинтересното ми е што, значи, Исус е бебенце, во утробата на Марија и носи радост. Носи радост. И при тоа не само што детето на Елисавета скокнала, од радост, него Елисавета се исполнила со Светиот Дух. Знаеме кога Светиот Дух дојде да престојува во срцата на сите што го поверуваат. Многу подоцна.
И сега си велам, воу, а ние што го имаме Светиот Дух во нас постојано како верници, како црква, замислете, луѓе, одиме во супермаркет, си ги извршуваш нели дневните обврски, пазариш, купуваш и некогаш забораваме кого носиме во себе си и што прави тој во суштина. Заради тоа што ако при оваа средба се случила радост врз радост, а сега ние што вкусивме и видовме дека Господ е добар, што вкусивме од Божјата слава и почнавме веќе и да разбираме што значи таа радост на крстот. Веќе разбираме дека сега некој ни се радува. И онака, во Стариот Завет, во псалмите има еден еврејски збор што е употребен и се вика села. И тоа значи застани, паузирај и размисли за тоа што го прочита или слушна. Така да, јас ве поттикнувам да размислувате за овој факт. Значи, Исус се уште не беше роден. Поздравот на Марија што го носеше Исус во утробата донесе радост. А ние го вкусивме Исус на екстра начин, на небесен начин. И сега, во нашето секојдневие кога се сретнуваме со луѓето, ние го носиме оној кој што им се радува зашто постојат, онака тој момент ти што го кажа, ни се радуваше нам. Не го гледаш оно што се случува во нашиот живот, дали е лошо или што и да е, него ни се радуваше нам. И сега истиот тој Исус преку Светиот Дух живее во нас. И замислете каков е Исус спрема луѓето што ние ги сретнуваме. Вау! Бидејќи го примивме воскреснатиот Господ, оној кој што е вечен, славен крал, и сега оној кој што е вечно воскреснат, ние им го носиме на луѓето. И некој ќе каже, леле, ама се арогантни овие во христијански центар 490 или општо во другите цркви. Меѓутоа, тоа се фактите. Марија ја поздрави Елисавета. Елисавета живи радости и се исполни со Светиот Дух. Ние не сме ни свесни што може да направи нашето присуство во супермаркет, на зелен пазар, во пошта на шалтер додека чекаме да платиме. Да. Јас сум воодушевена од Господ и неговиот став колку им се радува на луѓето. И тоа не е обична радост, тоа е радост за која што вреди да од кој ќе ја слушнете ова проповед да размислувате. Господе, откри ми, како ти мене ми се радуваш? Амен. Да, многу интересно што радоста можеме да на секаков начин да ја искажуваме, да ја представуваме. Она што може да радоста ја искажеш со поглед, со насмевка, со гримаси, значи со движења. И она што мене многу ми се допаѓа, што можеш да искажеш преку збор. Амен. Што впрочем ти ќе ја испратиш таа радост. Така е. Значи, да. За мене има многу голема улога зборот, искажаниот збор. Заради тоа што познавајки, растејки, и секој од нас би требало свесно да растеме во тоа сознание, тоа да го живееме тој момент дека Светиот Дух е во нас, дека Светиот Дух живее во нас и во секој еден момент да го испитуваме тоа, да растеме во тоа и да го научуваме, би рекол, да го научуваме, да бидеме се по осетливи на тој тон, би рекол, на тој глас на Светиот Дух, за да можеме да ни биде се појасно и за да можеме да го представуваме тоа. Како што рече ти, можеш на секаков начин било каде да ја покажеш таа радост. Точно. Значи радоста, Божјата радост, која што се манифестира преку нас. Така да, преку зборот, исто така, за мене,
е многу впечатливо тоа да го направиш. Имам еден стих издвоено тука во врска со тоа во Изреки 12 глава, каде што невнимателниот зборува како да пробудува со меч, а јазикот на мудрите е исцелување. Амен. Значи, со зборот, јас го имам зборувано, сум зборувал за ова, но сакам да го потенцирам како момент сега, дека Бог го создаде сето ова што ние го уживаме, го создаде со збор. Така. Има многу стихови кои што во почетокот од Стариот Завет кажува за тоа како Бог рече и го создаде. Кажа ова и го создаде. Го виде ова, добро беше, Амен. го направи. Така да можеме слободно да растеме во тој дел. Знам дека секој од нас, еве конкретно за себе ќе зборувам, пред да го запознам Бог, сум живеел во една средина каде што не бил познат Господ како што сега го знам. Не сум го знаел неговото срце, не сум знаел дека можам да го испитувам неговото срце и многу луѓе ги користиме зборовите и само се расфрламе, би рекол, со нив, не знаејќи го нивното значење. Заради тоа добро е да знаеме што зборуваме. Точно. И што сакаме да направиме со зборот. Заради тоа што има многу и во Новиот Завет, каде што Јаков многу добро го кажува тоа јасно во однос на јазикот, што значи да го скротиш, и оној пример со зауздувањето на конјот. Со уздите го зауздуваш целото тело. Да. Значи, тоа верувам ќе го прочитаме сите заедно после оваа проповед, каде што можеме да размислуваме баш на тоа. Дефинитивно. Така да користиме зборови во радост, би рекол. Амен. Интересно е тоа за зборот. Јас пак ќе се навратам и ќе ги употребам сега Јован и Исус. И двајцата, кога ја почнале службата, така да кажам, најавната шпица реченица им беше покајте се, наближува Божјото царство. И интересно е што Јован примил од Господ, од Светиот Дух, дека тој кој што ќе го подготви Божјиот пат и сето тоа. И луѓе доаѓале кај него, заради тоа што тој збор што излегол од неговата уста направил некаква разлика во срцето на слушателите. И фасцинантното е што римски војници му дошле и му рекле, добро, ги жегнало во срцето тоа што го слушнале од негова уста. Добро, што да правиме сега? Бидете задоволни со вашата плата, бидејќи римјаните биле познати како сурови императори, кои што навистина до максимум го малтретирале еврејскиот народ. И сега Јован зборува и одеднаш се случува нешто во нивното срце. И сега си велам, што ќе се случеше ако Јован продолжеше подлабоко во тоа разбирање или да го истражуваше тоа што му беше откриено. Бидејќи сега и самиот тој вели, слушајте, ова го парафразирам на мој начин, слушајте момци, ме слушнавте што ме слушнавте, гледам дека, јас ви кажувам донесете плодови достојни за покаяние, но не сум јас тој што ќе ви дадам нов живот, што ќе ви дадам зборови што ќе ве држат за цел живот. Затоа што после мене доаѓа некој друг, многу пославен. Тој е тој вистинскиот кој што ќе ве крсти во вода и во свет дух. И сега и никаде немаме регистрирано во Библија што се случило со тие луѓе што дошле кај Јован поттикнати од неговиот збор. И сега Исус доаѓа на сцена, баш крштеван,
од Јован и му вели ајде нека се исполни тоа што треба да се исполни, затоа што Јован му вели абе не треба јас да те крштевам тебе, ти мене треба. Исус му вели нека се исполнат писмата и седото. И сега Исус ја почнува својата служба, покајте се, наближува Божјото царство. Сега, интересното е што тие што дошле кај Јован на некој начин се кренале повисоко на едно ниво во таа некоја си морална врвност или одличност. Ќе станеме примерни граѓани. Супер, ако сме лажеле, нема да лажеме. Нели? Ако сме краделе, нема да крадеме. Ако сме убивале, нема да убиваме. Знаеш, онака ќе покажеме, нели, моралност на највисоко ниво и ќе бидеме примерни граѓани на општеството. И толку. Ама Исус вели, не. Јас сега ова уште малце ќе го турнам понатаму. Истата реченица, покајте се, наближува Божјото царство, ама сега Исус доаѓа со една сосема друга наратива за луѓето. Да. Вие ќе го смените светот, затоа што нели јас во вас гледам радост. Вие сте мојата радост. И са често пати многу верници наши браќа и сестри христијани и во Македонија и низ целиот свет како на некој начин да застанале во тој мод и менталитет на тоа што Јован им го кажал на луѓето. Ако си лажел, немој да лажеш, ако си крадел, немој да крадеш толку, принеси плодови достојни за покаяние. Но Исус оди понатаму и сега става нов предизвик. Надежта за радоста во овој свет не се човечките алијанси и групации и организации светски или на локално ниво. Сега вие сте таа надеж, затоа што вие сега имате збор во вашите срца. И многу ми беше ми се поврза со оној стих од Неемија 8:10, кај што вели немојте да сте тажни во овој ден денес. Туку радоста на Господ е ваша сила. И сега, зошто Господ е радосен? Пред се, кој е, така да кажам, предметот на неговата радост? Ние. И сега вели, бидејќи вие му предизвикувате радост на Господ во неговото срце, сега тој е толку многу според советот на својата волја, насочен постојано да ви укажува благодат, сега вие одмарајте и оснажете се во тоа создание. Во тоа сознание дека Божјата радост е ваша сила. Со други зборови парафразирано, ако мене Господ ми се радува, тоа треба да ми е доволно да ја чекорам во сила. Бидејќи не знам зашто, ама Господ ми се радува. Нели, ние секогаш имаме причина да го убедиме Господ да не ни се радува. И ќе му наброиме цел список на работи зашто ние не сме достојни за неговата радост, ама Господ не е таков. И едноставно, кога го прочитав тоа, се воодушевив. Се воодушевив однака дека ние сега сме предметот на Божјата радост и тоа сега поттикнува, така да кажем, цела машинерија на процеси, на случување на небото, на таква активност насочена само да се излева Божјата благодат за луѓето. И не знам, некој ме праша, ми рече, дали е можно Господ постојано да има охрабрување за мене? Можно е, секој ден. И ја не го преувеличувам ова, не кажувам нешто што не е библиски потврдено. Во Библија пишува Божјата милост, милости во множина се нови секој утро за секој ден од нас. Вау! Сега во таа милост и благода, значи Бог постојано тебе те охрабрува. И само да ги прочитам овие стихови од Неемија, 9 глава. Нели, прочитавме од Неемија 8:10 дека Божјата радост е наша сила и сега видете што се случува
во Неемија што е запишано? Дека Господ 40 години во пустината постојано се грижал за евреите, постојано, и пишува, запишано е, неговиот добар дух со голема буква, се мисли на Светиот Дух, постојано ги поучувал и ги водел. И фасцинантен факт. 40 години, Господе, ти не поддржуваше во пустината и нам ништо не ни недостигаше. И вели, нашите облеки воопшто не излитија, ниту имавме потечени стапала. 40 години во пустина, заради неговиот добар дух. Вау! Вау, луѓе! Англичаните стварно имаат супер збор вау, кај нас е леле, ама фасцинантно е како Господ постојано ги охрабрува луѓето. И ова е во Стариот Завет, кај што Светиот Дух не престојувал во срцето на луѓето. Нели, знаеме, од време на време доаѓал за да го изнесе својот пророчки збор. И запишано е дека добриот дух ги поучувал. Ако е добар, значи ги поучувал на добри работи, им зборувал добри работи, ги охрабрувал. И исто, јас кога го читав пред известно време Неемија, се воодушевив која Неемија како ги охрабрува луѓето, на ти што го кажа, значи имаме радосни зборови за луѓето. И видете, значи ја знаете историјата за Неемија, што се случило во неговиот живот, како во исто време Неемија, Божји човек, добива поттик да се врати да го изгради ѕидот околу Ерусалим, но во исто време и безбожен крал, под кој што владеел врз евреите, добива исти поттик и вели, нели, кој сака да се врати во Ерусалим да гради, го пуштам. Како Господ ги наредил работите, и Неемија се враќа и ја гледа состојбата, нели, колку е тешка, што можеме да се надоврземе, нели, ако Неемија е слика за црквата денес, нели, самава ситуација во светов каква е, и Неемија дојде и ја гледа состојбата и не излегува од него збор на обесхрабреност. Или збор кој што е поттикнат од она што тој го гледа. Туку Неемија постојано се ги охрабрувал браќата и сестрите, им вели, кога видов како се плашат, станав и им го јавив тоа на големците, нели, тие што имале некаква власт или биле управители, и им реков вака: не плашете се од сите други луѓе што ви се противници. Мислете на Господ. Мислете на Господа. Тој е голем, велик е, и борете се за своите браќа. Како ќе се бориме? Со тоа што ќе им кажеме убави работи. И нема да бидат тие позитивни мисли, него ќе бидат живи зборови од Господ за нивниот живот. И онака во Стариот Завет човек кој што не бил близок со Господ на начин на кој што ние сме денес блиски со Господ или го познаваме на тој начин, им вели: еј луѓе, не плашете се. Мислете на Господ. Сега, ако Господ дозволил таа реченица да е во Библија, што мислите ако Господ не поттикнува да мислиме на него? Зошто би не поттикнал да мислиме на него? За да ни каже неубави работи? За да ни каже: слушајте, ќе биде полошо? Ќе биде полошо? Не. Значи, ако мислиме на Господ, значи ние треба да го вклучиме тој процес на обнова на нашиот ум, кај што ќе направиме размена на нашите мисли. Бидејќи ако Светиот Дух го инспирирал Неемија да каже: мислете на Господ. Еј, во пустината, дури чевлите не им излитија, ниту облеката, ниту има потечени стапала. Мислете на Господ, истиот е. Нема да се смени. Вау, леле. Прекрасен е Господ. И од устата на Неемија излегува охрабрување. А тоа е слика за црквата денес. Читајте го Неемија, ќе се охрабрите. Да. Вики, кога зборуваш вака, еден влеваш радост, верувам дека и во другите луѓе.
Мислам, сите овие проповеди што ги имаме, дали се неделни, дали се поучувања, се на вистина, пошто според моите критериуми, се на вистина на едно многу високо ниво. Јас би сакал да кажам дека ние не зборуваме она што го зборуваше ти, да како човек бидеш морален или да ги исполнуваш покрај се тоа. Значи, она што сакаме да навлеземе во длабочината на Божјото срце. Тоа што главната цел, би рекол, на сето она што го прави црквата или што сакаме да го направиме е да им го покажеме не само на оние што се дел од нашата црква, туку на сите, да се манифестира таа љубов, таа радост, таа благодат која што е препон Господ и ја има за сите нас. Така да на вистина е фантастично. Знаеш, јас кога ја почнав да ја читам Библијата, она што многу ми беше впечатливо, верувам дека многу луѓе размислуваат дека не можат да ја читаат, не можат да ја разберат Библијата која ја читаат, и точно, можеби е така, заради тоа што немаме разбирање за Светиот Дух, немаме, туку го читаме со нашиот интелект, кој што многу луѓе го користат, што не е ништо навредувачки, страшно или не знам што во рете, тоа го имаме ние од Господ. Точно. Но користејќи го Светиот Дух, кој што и знаејќи дека е во нас и кој што може да влијае во тоа препознавање на сите тие зборови, стихови кои што ги има во Библијата, е она вистинското со кое што можеме да добиваме разбирање за сите тие стихови. Она што сакав, ми беше поента да го кажам, е тоа дека за многу луѓе Исус и во тој период, кога дојде на овој свет во тело, за многу луѓе неговиот говор или неговите зборови беа бескомпромисни. Значи, он кога ќе кажеше нешто, мислам дека се кршеа, пукаа камења и карпи и на вистина се поместуваа планините. И многу луѓе, барем и денеска го гледам тоа, и во себе го гледам тоа, кога јас прв пат сакав да го запознавам Исус, го прашав Зоран, викам, што треба јас да направам? И верувам дека секој човек го има тоа во себе, дека ајде, што треба да направам, кажи ми. И најчесто тоа го правиме кога бараме излез од нешто или кога сме во ќош и немаме каде да одиме, и тогаш сакаме да најдеме и прашуваме, а што треба да направам јас сега? И во Библијата имаме такви многу примери каде што Исус им дава одговори кои што ги разбираат како или тоа или ништо. Например, би го спомнал оној момент кога доаѓа човекот и го прашува Исус, што треба да направам за да го имам Божјото, да наследам вечен за живот. да наследам вечен живот, токму така. И кој што он бил многу богат и Исус му вика, продај се. И тоа е многу интересно, кога ќе ти речат, треба да се откажеш од се. Дури и кога ќе го примиме тоа спасение, ние се уште можеби не сме свесни дека треба да оставиме се. И сега кога ќе кажеме, ама треба да оставиш се, и како да оставам се? Како може да оставам се? А тоа е тоа. Потребно е да оставиш се, да се исчистиш, за да може да примиш тоа што е од Бог. И тоа, извини, и тоа лично за тебе. Точно. И понатаму ќе разбереш дека тоа е за општо добро. Апсолутно, апсолутно. Господ се што прави, нели, дури нашите, така да кажам, приватни победи се секогаш за корпоративен благослов. И тоа е уствари убавината да си дел од Божјото семејство. Нели, каде што
така сме поврзани преку крвта на Христос и преку врските на мирот на Светиот Дух, што индивидуална победа во нешто е корпоративна победа за сите и благослов. И заради тој момент дека во суштина црквата е споредена и со човечко тело, кај што нели вели кога еден орган страда, сите страдат. Јас се сеќавам кога ја примив таа ревакцинација на 18 години и нели ми потече цела рака и се гледам вака толкава вака потечена и само нели од што учев по биологија знам дека кога нешто ти е потечено, всушност е потечено заради тоа што белите крвни клетки доаѓаат да се борат против тој вирус. И си велам, види интересно. Знаеш, онака, и ми беше слика, баш ме подсети Господ, онака дека, значи, на едно место тука од човечкото тело, меѓутоа целиот фокус на тие борбени клетки во нашето тело се фокусирани тука и си функционира така да исто и црквата. И дури и Исус секогаш ти што го кажа што треба се да направам. Правилото на Исус е секогаш прво да примиш. Нели не, што би направиле ние друго за Исус? Искрено. Има една песна кај што вели на крал кој што нема апсолутно потреба од ништо, ужива во моето срце кога му го давам, а нема потреба апсолутно ништо. И што би можеле ние да направиме за Исус во тој контекст? Но Исус го видел моментот што би му засметало на богатото момче, што би му направило пречка и заради тоа удрил во совеста. Удрил таму кај што во суштина нели се подлабоките работи кои што ги врзуваат луѓето. И заради тоа оној момент ти што го кажа индивидуално е тоа што треба ти од Исус да примиш за својот живот, затоа што не е кај Господ вака треба. И copy-paste за сите. Нема, Бог е, така да кажам, личносен Бог. Остварува заедништво со секоја една индивидуа на посебен уникатен начин. И во суштина, со самото тоа што има 7 милиарди во светот, не се доволни да ја изразиме креативноста и многостраноста на Божјата убавина. И заради тоа, постојано сите луѓе што се раѓаат се всушност уникатен, нагласувам, уникатен израз и агол на Божјата креативност и убавина. Ни после нас, ни пред нас нема никој како нас. Бидејќи не се доволни, не сме доволни сите жители на овој свет да ја искажеме до крај таа убавина на Господ. И фасцинантното е што за секој еден од нас Господ има охрабрување. Да. Конкретно за ситуацијата, конкретно за нашиот живот. Јас за тие што ме знаат, јас уживам да кога патувам со авион да седам на аеродроми. И мене никогаш не ми бил проблем вакуум просторот на чекање на аеродром. Еднаш ми се деси во Загреб, чекав 11 сати за лет за Лондон. Ја не осетив кога ми поминаа тие 11 сати. Зошто? Бидејќи си седам и се воодушевувам на таа разноврсност на Божиот израз преку луѓето. Сите имаме 2 очи, 1 нос, 1 уста, 2 уши, меѓутоа сме скроз различни. И вака седам и се воодушевив од Господ. И само Светиот Дух ми дошепна. И замисли, Виолета, за секој еден од нив, јас имам совршен план. Уоу! Мислам онака, Свети Душе, вау! Фасцинантно е на каков Бог му служиме. И дури Исус кога бил на земјата, кои се изјавите со кои што не опишал? Кога ние ќе поверуваме во неговите убавини. Сол на земјата, светлина на светот, град на рид. И кога ќе си замислиш, што се суштински работи без кои што едно човечко суштество не би можело да живее. Не можеме без светлина да живееме. Исус вели, вие сте светлината на овој свет. Што значи,
во вас јас сум ставил надеж за луѓето да оживеат во надеж, да бидат осветлени од темнината во која што се. Сите знаеме што прави солта на едно јадење. Јас го гледав на една од телевизиските шоу, еден од познатите готвачи, и кажа еден фасцинантен факт за солта. И вели, солта е единствен зачин кој што ја има за целта да ги изнесе на површина сите вкусови на сите други зачини во храната. Затоа кога ќе ставиш сол, храната е убава. Бидејќи солта како зачин ги донесува на површина сите други зачини. И Исус те нарекол сол. Значи, ние, живејќи и мајки го Исус во нас, ние сега сме оспособени да донесеме убавина во нечи живот што нема убавина. Уоу! Играт на рид. Што правиш ти кога ќе си во шума темна и кога си изгубен? И кога ќе здогледаш нешто на ридот? Ти дава насока, ти дава решение кон каде да се придвижиш. И сега, тие изјави Исус ни ги стави нам. И ни рече, вие сте ова, заради мене, бидејќи ми причинувате радост. Ја ќе ве оспособам во целата моја радост да вие бидете постојано ова за светот. Црква, охрабри се. Охрабри се, нема да биде полошо, ќе биде многу подобро, бидејќи се уште сме вакви какви што не опиша Исус. Амен. Вики, прекрасно е ова што го кажуваш, што го зборуваш. Она што кај што ја спомна солта и што ја спомнуваше солта ме потсети на еден пример каде што е направена споредба солта со нафтата, каде што едното го имаме во изобилието, а другото е раритет, би рекол, уметнички, нели? Да се изразам. Но она што од она сето што го зборувавме и за радоста и за сето она што го има во срцето на Бог, е да разбереме дека ние сме негови деца. Е она што сакаме да го кажеме, и он како наш татко и како секој татко, и јас како татко на моите деца сакам да моите деца имаат изобилие. Значи да имаат изобилие на љубов, да имаат изобилие на радост. Истото Бог го сака за нас, како ние негови деца. Сака да имаме, да знаеме дека имаме се во изобилие. Значи не дека ќе имаме, не само дека ќе имаме, дека имаме, сме имале, дека имаме и ќе имаме во изобилие. И она што е чудно можеби кај нас, луѓето, и пак повторно ќе кажам, сето тоа е можеби нешто научено од претходно, дека кога имаме нешто во изобилие, и не ни е можеби толку важно. Да. Но она што го имаме во изобилие, и треба и да уживаме. И затоа сакав да го спомнам тој пример каде што солта ја имаме во изобилие, и исто така децата ја сакаат љубовта во изобилие. Ја сакаат таа татковска љубов во изобилие. Ги сакаат едноставно, ние ги сакаме работите во изобилие. Да. И самите кога ќе можеби малку повеќе се задлабочиме, ќе разбереме дека ние навистина сакаме да ги имаме работите во изобилие. Така. И ќе сватиме дека не сме само за да преживуваме овде, туку да живееме живот во изобилие, заради тоа што Исус дојде да ни подари живот во изобилие. Амен. И да дојдам до примерот каде што нафтата е, значи, еден и се зборува се уште дека ја нема и дека е поскапа и ќе станува поскапа, а додека солта редовно ја имаме и е многу ефтина. Да. И она што ти го спомна со таа сол, дека
единствениот зачин кој што може да ги изнесе сите вкусови на површина кои што сите ние можеме да ги почувствуваме. Затоа би рекол потребно ни е да уживаме во изобилието, заради тоа што знаеме дека изобилието носи задоволство, носи радост и убавини. Додека она спротивното, знаеме што нуди светот кога нешто нема и на каков начин и за каков начин го употребува сето тоа. Точно. Многу интересно е како Исус ги користил на вешт начин, на мудар начин споредбите. Нели како не опишал или затоа што ги знаел овие моменти во целокупната човечка историја. Навистина го познавал моментот на кај може да се движи човечкиот ум и нели да се заменат вредностите, да се тргнат работите кои што се приоритетни, да се заменат со нешто друго. И Исус точно го таргетирал тој момент во срцата на сите нас. И кога ги читаме Евангелијата, се воодушевуваш како на многу едноставен начин, но нели како што го опишале пон со авторитет и со сила било неговото учење, тој секогаш успевал да го донесе моментот, што е најважен, моментот да го изнесе на површина. И всушност тоа е уште една слика дека Исус на каков начин го представи таткото. Бидејќи таткото си ги познава своите деца. Нели, горе-долу се знаеме, те знам како татко, ти ги знам синовите и знам дека си ги познаваш. Онака ги гледаш некогаш и со нивниот детски ум на размислување си кажеш, синко, добро ја знам што размислуваш ти. Нели, си ги знаеш многу добро, знаеш кога ќе направат некаква гримаса со лицето или ќе покажат некаков израз, добро си ги познаваш децата. И веќе однапред како татко знаеш како или што им треба, нели? Дури само со еден поглед кој ќе ти упатат. И еве го сега Исус на сцена дојде и го представува таткото и татковското срце за луѓето. И баш Исус на вистина, кога ги читаме длабоко Евангелијата, е изобилен Бог. На вистина е изобилен во се што на начинот на кој што ја донесол веста за Божјото царство, Евангелијата на неговата благодат. Не би имале ние благодат, не би искусиле благодат ако Бог не беше татко. Кој друг би имал постојана незаслужена добрина, освен ако не е татко? Нели? Затоа што другото е, кога и да покажеме некаква си добрина, некогаш е тенка линија, сива област на користолюбие. Но оној кој што е родител, онака и те како секогаш ја покажува таа благодат. Бидејќи јас се сеќавам додека бев во Струга и кога работев во продавницата од втора рака, имаше една жена која што изјави: јас би отишла до смрт за мојот син и би умрела за мојот син. И онака така и разговаравме за нешто, жената нели не беше ни христијанка и излезе таа изјава од нејзината уста. И тоаш беше многу добра отворена врата и ја и велам: па сега замисли каков е Исус. Кого го представи Исус? Ако ти која што не си блиска со Исус или Исус ти е далечен поим, јас ти зборувам дека го донесе таткото и целата слика за Бог како татко, и се велам, сега имаш од прилика можност да почувствуваш каков е Бог спрема тебе. И онака жената се зачуди, бидејќи таков е Бог, изобилен во својата благодат, во својата љубов за своите деца. Дури кога Исус ги охрабрува учениците после Пентекост, Исус не им кажа: слушајте, ќе биде добро. Малце ќе ви биде тешко, ала ќе пребродите тоа што ја ќе заминам кај таткото. Не, него Исус им вели: слушајте, и ја си заминувам.
но ќе ви испратам некој ист како мене. Ист како мене во суштина и во природа. И сега парафразирана моја реченица и многу покул, затоа што Светиот Дух е сега се присутен. Не е ограничен само на географски, на Израел. И ист како него. И Исус вели, и тој ќе земе од моето и ќе ве подсети, ќе ве научи на се што јас ве учев. И сега ги имаш апостолите пред Духовден, збунети, без ништо, онака, шо ќе правиме сега? Што? Како? Следно. И доаѓа ветувањето на Господ се исполнува. И доаѓа Светиот Дух. И сега одеднаш апостолите ги имаш во една сосема поинаква наратива, кај што веќе, на вистина Светиот Дух не подсетува на се што не учеше Исус. И нели сите инстанци што ги имаме во дела апостолски како се движеле во неговата сила се многу слични на она што Исус го правел. И дури го надминуваат сето тоа. Баш според ветувањето на Исус ќе правите дела поголеми од моите. Изобилието. И сега си велиш, зарем е можно да правиш поголеми дела? Ова го спомнав и предходниот пат. Но навистина е реално и е достојно за спомнување пак. И навистина ги имаме апостолите, прават големи дела и многу поголеми од тие на Исус. Заради изобилството на оно што им беше дадено како ветување од Господ. И дури и кога поминуваме низ некои работи, поготово со ова што сега е главна тема во цел свет. Исус го знаел овој момент и ни дал можност, односно сега ни го дал изобилието на неговиот збор. Сега го имаме Светиот Дух и тој е способен да не подсетува на се што Исус кажал кога ние имаме неволја. Нели? И не е тоа, сега го искористи ваучерот, за ова неволја, за следната не знам. Него тоа изобилие на тој изговорен Божи збор е достапен постојано. И јас знам дека сите луѓе поминуваме низ нешто. Секој се соочува со некакви предизвици. Дали се проблеми, дали се неволи, дали се предизвици, што и да е. Но, што вели Божиот збор? Да ги покриеме сите тие моменти на предизвици што ги поминуваме со Божиот збор. И ве молам, кога ќе си легнете навечер, гледајте да не легнете, да не заспиете со она што светот ви го наметнал. Него заспите со изобилието на Господ. Онака, пред да си легнам, окей, Господе, ова и ова денес ми се случи, вака и вака се почувствував, ова и ова го почувствував, ваков притисок почувствував. Господе, јас се во ова ќе го покријам со изобилието на Твојот збор. И така да си легнете. Не дека Бог од нас бара ние да сме работи и ништо да не чувствуваме. Баш ти тоа што го кажа, Бог не го заобиколува нашиот интелект и ум. Никогаш. Бог сака да го вклучи нашиот ум во тоа изобилие, нели? Но, моето охрабрување е едноставно да го употребиме изобилството на тој изговорен Божи збор. И да го покриеме секој притисок во текот на еден ден, секој предизвик, секоја неволја, секој проблем, што и да е, што не е инспирирано од Светиот Дух, да го покриеме со инспираниот Божи збор. Едноставно да го покриеме. И едноставно другиот ден кога ќе се разбудиш, нема одеднаш преку ноќ работите најчесто да се решат, но ти ќе се разбудиш во Божиот мир. Онака кога ќе станеш, нели, наутро и прва работа ги ставаш нозете во папучите. Онака и баш замислете си, Божиот збор ве чека наутро за да ве охрабри. И дури Исус го користеше тој принцип. Господ му рече на Исус: ти си мојот возлюбен син. Нели, Бог таткото така изјави кога Исус беше крштеван. Првото искушение за Исус: ако си Божиот син.
Таткото веќе потврди, искушението доаѓа. И ја верувам дека во оваа ситуација денес, во кој што светот се наоѓа, ова лудило на медиумски информации кои што на вистина се многу далеко од вистината. И тераат некоја си своја агенда и насред тоа лудило Бог ни дал можност на истиот начин како што Исус се справи со Божиот збор и ние да се справиме со Божиот збор. Ви препорачав на почеток да читате од Неемија. Неемија доаѓа во ситуација кај што ги поттикнува луѓето да го градат зидот. И знаете што е забележано во Библија? Со една рака граделе, а со друга рака го држеле мечот во рацете за да се одбранат од тие кои што им штетеле во нивното градење. Слика за црквата. Кој ни е мечот на духот? Божиот збор. Тука е изобилството. Со една рака градиме, ги охрабруваме луѓето, им го носиме Бог преку Божиот збор, преку Библијата. Но Господ ми рече, заради тоа што светот не нуди мир. Светот ти дава информации да се вознемириш. И уште поголеми причини за да се вознемириш, но Господ го дава тоа изобилие. Ќе спомнам само еден пример на кратко. Јас сум од таа стара фела, уште користам CD плеер. Ја немам USB, jump drive или не знам што. Ја уште стандардно CD-а си користам, CD плеерче си имам. И за сите вие што знаете за што зборувам, често се случува кога ќе ставиш CD, CD плеерот ти вели нема CD, нема диск. И Господ ми зборуваше баш преку таа инстанца. Ја гледам и почнувам со CD плеерот да разговарам. Како бе нема диск? Ти ли мене ќе ме лажеш? Дискот е внатре, а CD плеерот покажува нема диск. А ти го слушаш, врти, али не чита. Исто и со нас, многу често, поготово во ситуации на притисок, ние можно е како верници да кажеме во суша сум периодов. Каква суша? Светиот Дух е извор на жива вода во нас. Тоа е можно заради некој момент ние да не го читаме добро дискот. Ама не значи дека не е внатре. Не значи дека не е внатре. И сега нормално си има посебни апаратчиња за чистење на таа опцијата што чита или ќе го смениш на крај, за да може дискот да биде прочитан. Но, онака е оксиморон, го гледаш CD плеерот, знаеш дека ти си го ставил дискот внатре и CD плеерот ти вели нема диск. Како бре нема диск? Исто и со Господ, онака кога нас не охрабрува, ама ние не можеме да слушнеме или ние мислиме дека не сме достојни да примиме Божјо охрабрување. Затоа што мислиме дека треба нешто да направиме, а во моментот само треба да примиме. Исто како што Светиот Дух баш не учи и го учеше Исус. Пошто нели Исус растеше во благонаклонетост и во благодат пред Бог и пред луѓето. Така да охрабрете се сите вие што слушате. Господ е добар и секогаш е полн со охрабрување, секогаш изобилен во својот збор. Секогаш. Амен. Вики, прекрасно е ова што го зборуваше и но полека и сигурно дојдовме до моментот кога е доволно веќе. Може би да сето ова го ставиме во една целина и да биде како еден крај на сета оваа проповед. Така да, за крај би рекол јас би упатил уште еднаш благослов кој што и на почетокот го кажав, да уживате во Божиот мир, во радост и да уживате во Божјата благодат. Амен. Останете во Господ.